Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Колку години више ти си на пат Белград-Скопје, така? Е. Таму, да речем, процентуално, ако треба да кажеш колку работиш, 70-30 си во Србија, во предност 70% само да речем, или поише можда? 99% работам во Србија, 0,01% работам во Македонија. Што си работил последно тука? Нешто? Последно во Македонија беше Стела. Кога? Првиот детски филм, игран детски филм во Македонија се сними пред 2 години, меѓутоа заради пандемијава тој не е ни излезен фактички. Не, и беше на Скопје фест. Му беше премиерата во парк со протоколи со сите мишени на отворен простор со скрин онаков баш као летно кино. Направија, мислам, Скопје фест најверојатно со продукцијата Dream Factory, направија такво едно убаво моментче. Пази, мислам, морам жаре да кажам. Првиот игран македонски детски филм. Така. Значи немало до сега претходно. Што све ти кажува колку се работи 2020-та. Да, 2020-та, 2019-та, ајде да речеме дека се сними, чекаше после, нели, дојде, требаше да има премиера и фати март пандемијата, цела година се одложуваше, до летото малтене го направија, а претходно, пред него 6 години нема снимено од Добалчак, значи со 6 години пауза го снимив Стела и еве сега 2 години сум повторно тука во пауза. Кратко кажано, во Македонија работам Србија си турбо. Според она што работам овдека, Србија сум 5 турбо. Али ај кажи само последни колку да земе? 2 години за да не е една. Кои се све проекти у последни 2 години што си ги направи? Во Србија што сме ги направиле? Па Сенка над Балканом, втора. Кеци двојка. Кеци двојка, ајде втората сезона, нели, у последните 2 години, пошто Кеци се сними пред 3-4 така. Потоа тука е Тајкун. Тајкун, тоа е ново. Тоа ќе збориме за тоа. Он више имаше и премиера, тоа е као еден од. Таа на Белогрлич. Не, таа е друга, таа е на Firefly Production. Новава продукција, што снима доста. Да, се инсталира поприлично. Клан, Ман, сите тие мислам. Да, Ивана Милковиќ е жената која стои позади цела таа приказна, која што има идеја, да речеме, Србија да ја стави со една коцкичка на Netflix. Ти знаеш. Тоа е целта. Па да има еден продукт from Србија. Добро, кул. Друго? Тоа е одлично. Црна свадба ја снимавме, тоа е нешто најново што се спрема, сега се монтира, се пече. Игран филм или? Серија. Пак серија? Серија, да, исто. Посладко е серија кои се снимаат или грешно? Посладко е кога се снимаат серии, сега да видим. И од лукративен и од секогов, кога се снима, жаре. И точно што ви кажам. Кога ништо не се снима? Мене и ова ми е сладко. Сладко е кога било што се снима, брат. Да. Точно. Кажи го Црна свадба, потоа снимивме еден излаз, тој и филм и серија, они сега имаат и таков терк, во главном прават и филм и серија. Како што беше Монтевидео, да речеме. Така, по тој терк, да, отприлика, пошто најверојатно и економски им е исплатливо, и за гледачите да ја раскажат приказната малце пошироко, некои ликови кои не може да најдат простор во филмот, нели? Так. Најдат во серијата. Потоа, значи тоа беше еден излаз, да, и најави што имаме за некои нови. Има едно филмче у припрема, тоа доправо треба да го одобри, која треба да тргне од март. Имаме една серија која се вика Авионџие, која треба да тргне од крај на април. Значи не е камионџие, авионџие. Да, интересно, они по тоа све се случува на аеродром. У принцип, да ја скратиме дугачката прича, да ја ставиме укратко. Веќе јасно станува. Они снимаат за 2 години, жарат 44 серии и некаде околу 15. Кај наоѓаат финансии? Како им е моделов ниве? Пази интересно, и да нема да ти се веруе, што за кај нас е непознаница, Државната лотарија заедно со телефонските провајдери одвојуваат одреден буџет за снимање на серии и филмови. Државната лотарија и Телекомот. Јеп. Телекомите. Значи од својата заработка продуцираат серии. Јеп. И тука се вработува. Ало, се слушаме и провајдери. Не знам дали ме разбирате.